Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добре. Еве после десетина дена пекол, последниве неколку денови температурите попуштија. Успеавме малку да се изладиме, да земеме здив и да се подготвиме за новиот топлотен бран кој не чека недела. Малку чудно ми беше што така прекуно ги залади, без да заврне, што искрено е невообичаено за КНС. Речи си секогаш после некој топлотен бран прво заврнува, па потоа ќе паднат температурите. Ама сега не беше така. Нели ни задува оној силен северен и студен ветер, ја спушти температурата и ни даде некој ден да здивне. А што ако времево попушти, кога изминатава недела преживеавме своевиден пекол на политички план. Се случија толку работи, од пожари, пироманија, па се до скандалот со навредите кои ги слушавме од бугарите и грците во срцето на Европа и на крај срамното усвојување на извештајот на Европскиот парламент со бришење на македонскиот идентитет и јазик. Но пред да преминеме на овие теми, сакам тука на почетокот на кратко да искоментирам една друга тема, која гледам последниве 2-3 дена и го одзема вниманието на јавност. Како да немаме други проблеми, туку како тоа да е најважното. Станува збор за најновата епизода од македонското, како што го нареков, Кардашијан шоу на градоначалничката Арсовска. Со клоци и тупаници физички нападната скопската градоначалничка при увид на дивоградба во Скопски чаир. По речиси 3 часа Арсовска видно вознемирена го напушти ургентниот центар 8 септември во детали го објасни инцидентот. Вели дека по нападот добила и закани по нејзиниот и животот на нејзиното семејство, а нападнати биле и советници и вработени во град Скопје кои ја придружувале. На местото на инцидентот имало и полициски службеници за кои тврди дека не направиле речиси ништо. Градежниот објект успеале да го напуштат, дури како пристигнала интервентната полиција. Се приближија, имаше на лице место представници на Министерството за внатрешни работи, кои што на овој негов напад со нежни зборови, ако можам така да се изразам, го поместија малку, пошто продолжи да се заканува и кон мене, и кон советниците, вербално да ги напаѓа, се обида да физички дополнително да ги нападне. Јас не знам што друго да ви кажам, освен дека ништо не функционира во оваа држава. А физички ме нападна господи со тепање, со замавнување, со клоци. Пред очите на МВР. Закани од најдолен ред со силување, по мене, по семејството, пред ушите и пред очите на службениците од Министерството за внатрешни работи. Добро смислено сценарио за политички циркус. Ваков сомнеш изрази првиот човек на полицијата во гостувањето во тема на денот на Сител по инцидентот во кој е нападната скопската градоначалничка Даниела Арсовска. Министерот Панче Тошковски вели дека градоначалничката не се одзвала на повикот да отиде во полициска станица за да го пријави инцидентот. Наместо тоа заминала во болница, каде што, како што кажа Тошковски, констатирано било црвенило на левата подлактица. Па дури потоа се јавила во полициска станица. Дошла во полициска станица, била примена од страна на полициските службеници, отпочнале со полициски действија. Меѓувремено контактирале јавен обвинител, лицето кое што го навела како такво е приведено, е во полициска станица и плюс други две лица кои што вербално се закануваа. И пазите се, при составување на записникот и примање на пријавата од страна на господјата, истата станала и си отишла. Не подпишала записник. Замислете. Повторно само на Фејсбук парадираме, на социјални мрежи и така натаму, а при тоа господјата не подпишала записник. Па се поставува прашање. Да не случајно жртвата во овој случај, која што се прикажува во јавност, е токму оној кој што предизвикал физички напад. Во меѓувреме, на социјалните мрежи почна да се дистрибуира видео од безбедносна камера за кое се тврди дека е направено за време на инцидентот. Чадор попречува да се види целата ситуација, но може да се забележи удар. Градоначалничката по интервјуто на Тошковски повторно се јави во живо на Фејсбук, каде што тврди дека по 1 час распит нагло расположението кај службениците се променило, а тие, како што тврди Арсовска, се обиделе да го прикријат инцидентот. Во пишана изјава за Сител, Арсовска вели дека и таа поседува видео од инцидентот и најави дека ќе го објави. Имам ја снимка каде што се гледа многу добро како ме шамара. Имам 10 службени лица кои беа присутни на настанот.
Колку и да избегавам да се занимавам со македонскава Кардашијан, сепак не можам да премолчам. Ваква глума, ваква манипулација, ваква злоупотреба на функцијата и тоа на само некој месец пред народот на клоци да избрка од фотелјата, досега не сум видел. Гледате на крајот и успеа тоа што го посакуваше уште од првиот ден од кога го почна ова реално шоу на социјалните мрежи за лов на дивоградби во Чаир. Да стане жртва, маченик, до толку да испровоцира некого за да на крајот му пукне филм и да ја нападне. Да не бидам погрешно разбран, воопшто немам намера да ја правдам онаа будалана од УЧК што дозволила Арсовска да го испровоцира и да си дозволи да крене рака врз неа. Тој треба одма да одговара, па дури и да заврши во затвор. Не постои оправдување за било какво насилство. Но исто така, треба да бидеме свесни дека целта на Арсовска, уште од почетокот на ова реално шоу, мислам беше токму ова. Да најде некоја будала што ќе ја нападне, за да таа стане жртва, маченик, па дури и херој кој ете води Дон Кихотовска битка со диво поставените ветерници. Пред неколку епизоди предупредив дека таа посакува вакво нешто и апелирав никој да не дозволи да ја фали влакна од главата. Слично кажав нели и за Филипче, кога дознавме дека добил полициско обезбедување. Затоа што навистина сметам дека станува збор за обично и ефтино манипулирање со јавноста. Еден ефтин, но ефективен пиар со кој сака да ќари политички поени. Памтите, слично како што тоа го стори Заев за време на упадот во собранието на 27 април. Иако можеше со време да го напушти собранието, тој намерно остана во прес-салата за да на крај биде физички нападнат и онаа слика со раскрвареното чело да го обиколи светот, да ги добие симпатиите од народот и од него да направи маченик. Епа нашава Кардашијан го прави токму истото, како по учебник за шарени револуции. Реков и ќе повторам, никако не оправдувам насилство. И тој што се дрзна да крене рака или во случајот еве со нога, да удри некого, треба подитно да одговара и поради тежината на делото. Значи Арсовска не е било кој, туку сепак, колку и да ја сакаме или не, таа е избран градоначалник на Скопје, што го прави делото уште потешко. Реков ако треба и да лежи затвор. И втората работа која, да бидам искрен, ми извади од такт и за која знам дека многумина од вас ќе ме осудат, е тоа што Арсовска упорно го злоупотребува фактот што е жена. Деме како тоа онаа будалана од УЧК се дрзнала да нападне жена? Што наместо Данела да се викаше Даниел, нападот ќе беше оправдан? Ќе требаше да ги гледаме двајца мажи како си разменуваат тупаници на сред улица? Не разбирам. Да беше градоначалникот на Скопје маж, демек може да го напаѓаат и тепаат? Или оправдано ќе биде ако она, како жена ете прва нападнала? Не. Мизерно е маж да тепа жена. Точка, оправдување нема. Но нема оправдување ниту за тоа што оние мажине, за кои обработува Данела, намерно пуштаат жена да им ја води битката. А многу добро знаеме дека тоа се истите оние соборци команданти на овој командант, кои порано заедно садеат тикви и дивоградби, се додека неа спука и сега едните отидоа во опозиција. Тоа исто како сега да кажеме дека ова е скандал затоа што албанец натепал македонец. Нели, напаѓачот е бивш командант на УЧК, а Арсовска е македонка. Едното со другото немаат врска. Значи станува збор за физички напад на врз една личност. И тоа не било која, туку градоначалник на главниот град, нападната институцијата. И да, станува збор за напад на жена, но тоа е второстепено во случајов. Како и да е, мора да и се признае дека Арсовска сега на крајот си води одличен пиар. Од најомразената жена во државата, најнеуспешниот градоначалник во историјата на Македонија, успеа да придобие кон себе симпатика и дел од народот. Не дај Боже, може да и текне да собира потписи и да се трка за втор мандат. Реков не дај Боже. Не смееме да подпаднеме под ова неизино манипулирање. Не смееме да заборавиме дека станува збор за најлошиот градоначалник што сме го имале во историјата на Скопје. Што се однесува на Чаир, оваа власт можеби не успеа да ги сруши овие дивоградби, но успеа да го спречи дивењето на ДУИ во Скопје, кое доведе до такви дивоградби. И не само во Скопје, туку на ниво на цела држава. Ете Грубије бегалец, оние од лотарија се попритвори, главниот финансиер Пуцко под истрага. И ете дури видовме дека конечно со багери полицијата влегува и во Арачиново. Така што овие дивоградби не никнаа преку ноќ. И тоа што се случува сега во Чаир и цело ова шоу на нашава Кардашијан се последните трзаи што ги прави ДУИ, кои со заминувањето на Арсовска од градоначалничката позиција целосно ќе го изгубат и Скопје. И морам да признам, тоа што ми е најинтересно во цело ова шоу
Тоа кој застана во одбрана на Арсовска? Само Филипче и бугарскиот европратеник Андреј Ковачев. Тоа е онаа фигура која што во секоја прилика ни пцуе мајки и шајки и која мрази се што е македонско. Имено тој на социјалните мрежи согласи со статус во кој изрази сериозна загриженост за нападот, истакнувајќи дека таа е бугарска државјанка и дека веднаш треба да ѝ се обезбеди правна, конзуларна и морална заштита. Ова е уште еден случај на насилство, вознемирување и јавен линч врз бугарски државјани кои имаат високи јавни функции и бугарско државјанство врз основа на докажано бугарско потекло, само затоа што се изјасниле како бугари, наведува Ковачев во својата објава. Тој додава дека бугарската држава има обврска да ги заштити своите над 216.000 граѓани во Македонија кои стекнале бугарско државјанство врз основа на документи за бугарско потекло и се изјасниле како етнички бугари. Бугарија е должна да ги заштити нивните права, безбедност и човеково достоинство, порача Ковачев. Значи, ајде што е нападната жена, туку и бугарка бе да ти била. Сега фали уште како во случајот со Пендиков да испратат специјален воен авион, да ја носат во Софија, па дури и да ја доделат орден за заслуги. Значи, градоначалник на главен град во Македонија трга во битка со градоначалник албанец, исто во Македонија. И при тоа ја напаѓа бивш командант на УЧК, исто така албанец, и во нејзина одбрана застанува Бугарија затоа што таа била бугарка. Плюс и да не забораваме нели жена. Драма. Реков јас, ова наликува како вистинското реално шоу налик на Кардашијанс или оние латиноамериканските сапуници Телевиса Пресента. И најстрашно од се е што јавноста се занимава само со оваа тема, додека пола држава гори во пожари, а ете во Европската Унија ни го бришат идентитетот и јазикот. Бурлеска. Македонија очигледно навистина е чудесна земја. И толку на оваа тема. Дури и премногу време и посветив. Да се вратиме на поважните работи што ни се случија неделава. Со 461 глас за, 121 против и 107 воздржани, Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија без формулациите македонски јазик и македонски идентитет. Бугарија успеа во својата мисија во срцето на Европа да го оспори нашиот национален идентитет, а најголем дел од европратениците го дозволија тоа. Амандманот со кој се избриша реченицата целосно почитувајќи го македонскиот јазик и идентитет беше усвоен, додека пак амандманот на бугарите пред формулацијата македонски јазик да стои привремен беше одбиен. Известувачот за земјава во Европскиот парламент, австрискиот европратеник Томас Вајц, по гласањето изјави дека некои бугарски европратеници го киднапирале извештајот за домашни политички цели. Како известувач неуморно работев за добро избалансиран и непристрасен извештај за демократскиот напредок на оваа земја. За жал, некои бугарски европратеници го искористија извештајот за домашни цели. На гласањето во Европскиот парламент му претходеше жестока и бурна дебата, контроверзни настапи на грчки и бугарски европратеници, поддршка од Словенија, Романија, Австрија, Холандија. Бугарите очекувано го негираа македонскиот идентитет и постоењето на македонската нација. Вметнувањето на бугарите во сите релевантни делови од уставот, почитување на договорот со Бугарија од 2017-та и преговарачката рамка, нема да го нарушат вашиот идентитет. Секое пролонгирање на реформите за членство ќе го направи токму тоа. Грчката европратеничка Афродити Латинополи порача дека била вистинска горда македонка за разлика од, како што рече, лажните жители на Скопје. Денеска јас ќе говорам како македонка, бидејќи сум горда македонка, вистинска, не лажна како резидентите во Скопје. Тие се срамат да кажат она што се. Дојдовме до точка каде честа на Македонија и Грција ја бранат бугарите. Нивната реакција е коректна, бидејќи тие знаат дека моменталниот јазик во Скопје е бугарски дијалект. Највпечатлив беше настапот на Ирена Јовева, европратеничка од Словенија со македонско потекло. Одговорницата на Европскиот парламент директно им се обрати на бугарските колеги на македонски јазик. За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Чеправ ме таа дел беседила у поручилу seveda не моти, подпирам га и не бом гласовала за негов избрис, морам кљуб тему бити фер in македонскему народу споручити, вем да боли, мене осебно туди, ампак не пристајајте на наратив политike ki bo govoril da vam je Evropski parlament s tem oduzel identiteto ali jezik, ker ni res. Tistim, ki govorite ravno to, ker se želite vse razen pravičnosti, pa sporočam, makedonski jezik je avtentičen, vaši poskusi so moderna fikcija.
Меѓу европратениците кои упатија силна поддршка беа и Матеј Тонин од Словенија, Тис Ройтен од Холандија, Андреас Шидер од Австрија. Иако доаѓаат од различни политички групи, ставот им беше ист. Порачаа дека напорите и реформите на земјава мора да бидат признати, а патот кон членството да биде заснован на заслуги. Тие се согласија дека билатералните прашања како спорот со Бугарија не треба да бидат пречка за процесот и дека македонскиот јазик и идентитет се реалност што треба да се почитува. Искрено не знам од каде да почнам. Целосно паднаа маските. Не само бугарските и грчките, туку и тие на Европската Унија. Затоа што грците и бугарите знаеме што мислат за нас и што сакаат. Сега, на очиглед на целиот свет, се види дволичноста на Европската Унија, која е во домот на демократијата, нели како што го нарекуваат Европскиот парламент. Во срцето на Европа, тие станаа отворено за ретроградните сили, што ќе ги наречам дури и фашистички, кои во 21. век и го негираат правото на една нација на самоопределување. Застанаат зад фашисти кои целосно го негираат постоењето на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Всушност го негираат воопшто постоењето на македонската нација. Сега сите знаеме дека и Европскиот парламент, како и еврокомесарката Кос, која нели ни го идентификува нашиот идентитет со пинџури полнети пиперки, не ги почитуваат Македонија и македонците. Сеедно е дали во извештајот на парламентот ќе стоеше македонски народ или македонски јазик, ќе се наречат современи или модерни, или таа фраза едноставно ќе се избришеше од тој документ. Се види дека суштината е иста, а тоа е дека Европската Унија официјално и целосно ја поддржа бугарската политика за негирање на македонскиот национален и културен идентитет. Со тоа пропаѓаат сите надежи и очекувања Европската Унија да го прифати историскиот факт дека македонската нација и македонскиот јазик не се некоја вештачка творба создадена 45-та година, туку имаат свој извор во далечното минато и свој историски континуитет. И јас не знам што очекуваат после ова. Ова не смееме и нема да го премолчиме. Прво од патриотски причини, па потоа дури од интелектуални и обично човечки. Гласањето во парламентот не е ништо случајно или нешто што ете за прв пат го гледаме. Тоа е резултат на повеќе од 3 децениска стратегија на нашиве соседи, Грција и Бугарија, кои системски сакаат да не избришат од мапата. Луѓе тие со години, посебно од независноста до денес, нон-стоп штанцаат некакви си научни трудови по нивните академии, нели усвојуваат разноразни правни акти, декларации и резолуции по нивните парламенти, водат дипломатска војна, во која македонскиот идентитет, јазик, култура, историја и што се не го сведуваат на некаква си историска фалинка, на нешто што никогаш не постоело, туку ете за време на Југославија некој го фалсификувал за да ги нервира нив. И сега овој наратив, овој историски фалсификат кој е сготвен во грчки и бугарски кујни, доби свое признание од највисокото тело во Европската Унија. А тоа се случи затоа што најголемата штета, најголемото предавство си го направивме сами на себе. Односно главното оружје во нивните раце, ако можете да видите, во моментов се Преспанскиот договор и договорот за добрососедство, вклучувајќи го тука и францускиот предлог, на кој подпис ставија Заев, Димитров, Ковачевски и Османи. Не можете вие да водите битка и веднаш да победите кога некој пред вас веќе ја потпишал капитулацијата и ви ги врзал рацете од позади. Зашто го велам ова? Со Преспанскиот договор грците можат да се нарекуваат грци, македонци и хелени, а македонците од Македонија да се нарекуваат граѓани, кои ете зборуваат на некои дијалекти. Грците имаат право на цела античка историја, па и таа што не била на нивна територија, а македонците немаат право ни на историјата на сопствена територија. Грците може да се мешавина од староседелци дојдени, македонците не постојат македонците, па не постои ни македонско малцинство. Грчкото вино ете ни го се викало македонско, македонското вино како идентитет, граѓанско. Со добрососедскиот договор, бугарите можат да се нарекуваат македонците, а македонците од Македонија повторно се само граѓани. Ако си македонец, тоа може само да значи дека ете си или грк или бугарин, ама никако македонец. Бугарите се мешавина од староседелци, дојденци, ама македонците не бе така одеднаш се разбудиле во 1945 година. Бугарите полагаат право на историја од територија која само неколку месеци во 19 век била нивна, ама македонците
немаат право на историја и исто на сопствената територија. Не постојат македонци, па не постои ни македонско малцинство. Не постои македонски јазик, тоа е дијалект. Да, драги мои, тоа е тоа што го потпишаа Заев и компанија. То се крупните работи. Хајде да ги видиме и деталите. Посебно оние кои се кријат во фамозните протоколи на кои потпис ставаше Османи со поддршка на Ковачевски и Заев. Да ги земеме само промените во учебниците. Таму треба да стои дека ние македонците немаме ништо со цар Самуил. Дека Гоце Делчев не бил македонец, туку бил бугарин. Дека Бугарија во Втората светска војна не била окупатор, туку администратор. Или дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Или дека ние македонците сме творба на Тито и на Коминтерната. Да, ѓаволот се крие во деталите, а ова се само дел од тие детали од првите два протокола сработени од онаа предавничка историска комисија, а подпишана од министрите Димитров и Османи. И кога самите ќе си го признаете ова, да, македонскиот народ не го признава ова, но нашите функционери од тоа време ставија подпис на ваква капитулација. Тогаш се случува вакво гласање во Европскиот парламент. И затоа Европската унија дава поддршка на сето тоа. И ќе дава. Седе дека овие домашниве предавници уште пробуваат да не убедат дека ова биле добри договори. А оние испади кои ги слушаме од грчките и бугарските националисти, овие сега во Европскиот парламент, се должат на фактот што во Македонија се случија промени, што на власт веќе ги нема овие предавници виткачи на кичма кои би подпишале се и се што само за некој да ги потапка по рамо, додека тие си ги полнат джебовите. Уште една неправда врз Македонија, светот го виде вистинското лице на Бугарија, неколку стотини бугари не се никаков проблем. Софија сака бришење на македонскиот јазик и идентитет, рече премиерот Христијан Мицкоски, откако во Европскиот парламент помине извештајот за напредокот на Македонија без да се споменат јазикот и идентитетот. Европа видела со какви предизвици Македонија се соочува, но потенцира дека иако јасно на сите име дека Бугарија работи против нас, остануваме горди и со крената глава. И затоа не сакам никого, никогаш и никој да ми споменува дека бугарското малцинство е проблем. Тие неколку стотини луѓе кои се чувствувале како бугари, дали биле во уставот или не биле, не се никаков проблем. Уште утре можеме да ги внесеме. Но суштината е многу подлабока од тоа. И тоа сосема јасно се виде со овие чекори кои ги превзема нашиот источен сосед низ европските ходници. Мицкоски порача дека народот треба да биде на чисто, нема да се дозволи грешката која во минатото ја правеле неодговорни политичари, односно нема да се случи ново предавство. Рече дека на Европа може да и кажеме дека вистината излегла на површина. За жалење можам да кажам дека на површина излегува и сите оние кои свесен сум дека се потеа додека измислуваа при наши средби изговори за наводни реформи кои треба да се донесат и за наводно бугарско малцинство кое треба да влезе во уставот. За техникали, бегајки од суштината. Сите тие се и беа свесни за вистината. Сепак тоа се политичари од врвен калибар, за разлика од Бујар, Артан, Ковачевски, Маричич, Венко и сите останати. Премиерот упати благодарност до пријателите од Европската Унија, кои се уште веруваат во нашите вредности како дел од европското семејство, вели заедно ќе работат на реформите за напредок на државата. Нема да ве разочараме. Ке работиме заедно со вас на реформи, на развој, ке се обидуваме да ја предвижиме земјата кон ЕУ. Тоа е новиот пат кој ќе го отвараме по принципиелни и вредностни основи. Затоа што членството на мојата татковина во Европската Унија не е само цел, тоа е и наша потреба, но и заедничка потреба. Според Мицкоски, случувањата во моментов се Крушевскиот манифест, со кој Македонија докажува дека е на вистинската страна за разлика од Бугарија, која низ историјата покажала дека знае да ја одбере погрешната, најави низ иницијативи и повика на сојузништво со МАНУ, со партиите на етничките заедници, опозицијската СДСМ и сите кои сакаат, како што рече, да помогнат. Токму така, потполно се согласувам со премиерот. И реков минатата недела, не сакам веќе да видам или да чујам некој европски функционер да ми се појави овде во Скопје и да ми кажува ајде уште бугарите во уставот и толку, или дека никој, или да ни кажува дека никој не ја негира Македонија, нејзиниот идентитет и јазик.
Поголем доказ од ова дека Македонија тапка во место на патот кон Европската Унија, не заради некои си реформи или европски вредности, туку е заглавена поради чисто фашистички обиди на Бугарија да го негира. Мора да го избрише од историјата постоењето на македонскиот народ и јазик, да избрише скроз македонската нација, да не постои. И е доказ дека Европската Унија, поради своите внатрешни поделби, своите интереси и слабо водство, дава отворена поддршка на ваквите уцени. И добро е што конечно вистината излезе на виделина. И во тоа е победата на Македонија, што веќе никој не може при здрав разум да доаѓа и да ви кажува дека не сте ги исполниле овие реформи, дека не сте почитувале малцински права на бугари, дека не сте се држале до европски вредности и слични глупости. Таа приказна заврши. Европската Унија сега призна дека се додека не се откажеме од идентитетот и јазикот, нема никаде да мрднеме. И кога зборувам за Европската Унија, зборувам за сегашната констелација на сили и сегашното водство, затоа што и таму не е секогаш исто. Прашањето сега би било, добро ете ги разоткривме, ете цел свет виде што се бара од нас, знаеме дека тоа неприфатливо за македонскиот народ и слично. И прашањето е сега што да се прави. Па прво, мислам дека јасно и гласно на цел свет мора да му повториме. Па дури и сами да си повторуваме, посебно за овие домашниве предавници, дека македонскиот народ и македонскиот јазик постојат, дека тие имаат временски и географски континуитет, кој е подолг од последните 100 години е поширок од денешните граници на Македонија. Дека македонскиот јазик не е некој тренд, не е некој нов изум. Тоа е нашиот дом, наша меморија, наша гласна борба низ вековите да бидеме своји. И да кажеме дека никој, ни разни грци, ни разни букари, па дури ни Европската Унија, не може да ни го забрани, па дури ни да го суспендира правото на самоопределување и самоприпишување како македонци. И не само тоа, туку и да кажеме дека ова основно човеково право не може да биде ограничено ни од разни државни и меѓудржавни договори, кој да ги потпишал. Македонија не постои само на некоја си парче хартија, туку тоа е нација која има своја историја, свој корења, свој јазик и култура. И не се согласувам со тоа кога ни кажуваат добро де, никој не може да ви го земе идентитетот и јазикот. Што е тогаш толкав проблем да ги ставите тие 100 бугари во уставот? Да, проблем е, затоа што гледате дека нема нешто што ние можеме да дадеме и тоа да ги задоволи бугарите, грците или други, освен ако не се пишеме сите како бугари. Второ и многу поважно, проектот за ништење на Македонија, односно проектот за национален инженеринг, не е само од сега, или пак ќе заврши со внесување на бугарите во уставот и отварање на преговорите со Европската Унија. Не, тој трае многу долго и ќе продолжи да трае, се додека не им успее на бугарите, па и на грците, скроз да не избришат до таа мера, што нашите правнуци ќе имаат проблеми кога ќе кажат македонец, затоа што такво нешто нема да постои во ниту еден документ, во ниту еден историски учебник. Знаете како ние заканите што ги гледаме по филмовите, кога некој император ќе му се закани на херојот велејки дека ќе избреше секоја трага за неговото постоење, па така по 100 години никој нема да знае за него. Е тоа сака Бугарија. Бугарската агресија кон Македонија е иста како руската агресија кон Украина. Оружјата се различни, едното е огнено, другото членство во Европската Унија. Она што Москва му го прави на Киев не се разликува многу од она што Софија му го прави на Скопје, злоупотребувајќи го фактот дека се членка на ЕУ, секојдневно се обидуваат да уценуваат, навредуваат, негираат македонската нација. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека она што го прават бугарите најмалку наликува на една европска држава во 21 век. Во суштина светот и Европа виде која беше целта на бугарските политичари. Целта на бугарските политичари во ништо не се разликува од онаа цел која што има руското раководство во Украина, а тоа е обид за асимилација на македонскиот народ и еден вид идентитетски инженеринг кој што навистина најмалку што треба да се случува во 21 век во Европа и тоа земја членка во Европската Унија која што треба да споделува европски вредности. Години наназад попустливоста кон Софија беше заштитен знак на македонската дипломатија, но тоа се промени и им пречи на бугарите. Според Мицкоски, добро е што Европа конечно гледа која е политиката на Бугарија во однос на Македонија, дека уставните измени не им се единствена цел, туку целта е целосно негирање на македонската нација. Наместо да ја подадат раката на Македонија, наместо да не поддржуваат во патот кон
полноправно членство во Европската унија, што впрочем е и дел од договорот за добрососедство. Тие гледате имаат поинаква цел. И добро е што сите успеа да видат, и добро е што сите сега веќе знаат која е крајната цел, дека не се неколку стотини македонски граѓани да бидат дел од уставот, туку таа е многу подлабока и многу поопасна и за самата Европа, и на тој начин и Европската унија го губи делот од својот имидж и не знам до кога ќе има трпение со ваквото однесување на нашиот источен сосед. Пред само 2 дена шефот на бугарската дипломатија Геро Георгиев македонскиот премиер го нарече северно-македонски, поради тоа Министерството на надворешни работи и надворешна трговија му врачи протестна нота на бугарскиот амбасадор, најостро ги осуди навредливите зборови и побари извинување од Софија. Токму така, сега треба да се посветиме дома, да ја средиме татковината до таа мера Европа сама еден ден да посака да станеме членка. Памтите како што на времето ја посакуваа Словенија. Второ, мораме строго и да се држиме до резолуцијата за утврдување на македонските државни позиции во контекст на блокадите, што е усвоена во собранието, како да се заборави таа, во која меѓу другото се вели дека преговорите мора да се водат на рамноправна и принципијална основа, со должно почитување на меѓународното право, без никакво условување од едната или од другата страна и со почитување на достоинството на македонскиот народ. Но исто стои дека македонскиот јазик и неговите дијалектни разновидности имаат свој просторен и свој временски континуитет и дека македонскиот идентитет го црпи својот легитимитет од повеќе вековните традиции, преданија, обичаи, колективна меморија, менталитет, јазик, артикулирана свезетно култура, посебност, колективност, интегритет, почит кон традиционалните религиски институции и од наративот за припадноста на одреден географски историски процес. Се бара дека процесот за евроинтеграција на нашата држава треба да продолжи, но во духот на меѓусебно почитување и уважување на вложените напори од Македонија за исполнување на критериумите. Значи Европа може да биде наш партнер, но само ако прифати дека македонскиот народ постои и да, може со право да бара почитување на некои стандарди која сама ги проповеда, ама не овие во кои се газат токму тие европски вредности. И трето, јас би отишол чекор понатаму, би ги прекинал сите можни преговори со Бугарија и веднаш би се повлекол од историската комисија. Луѓе, Европскиот парламент со ова гласање на некој начин ја поништи политичката суштина на преговарачката рамка. Зашто? Затоа што ни стави рампа на пристапниот процес на Македонија. Зошто? Затоа што ете не сака да преговараме со нив како македонци. Значи практично преговарачката рамка е мртва. Сакале тоа да го признаат или не. И не само преговарачката рамка. Мртов и договорот за добрососедство со Бугарија. За какво добрососедство зборуваме, кога едната страна потписник отворено го гази и едноставно не го признава вашето постоење? И мислам дека нашата влада и ќе мора формално еден ден и да го отворли. Затоа што во овој момент нема политичар македонец кој има легитимитет или кредибилитет да води било какви натамошни разговори со некој што јавно на светска цена го негира македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Така што првиот чекор би бил да се суспендираат разговорите со Бугарија и веднаш да се повлечеме од историската комисија. Или едноставно, нека ги разрешат нашите членови таму и нека не назначуваат нови. Како тоа да преговараме за историја со некој кој е отворено на меѓународна сцена, јавно те негира како нација и целосно ја негира твојата историја. Целосно. Практично сега, учество во таква комисија би било само непродуктивно и штетно за Македонија. Значи тоа би биле чекорите што би требало да ги превземеме. Прво јасно и гласно на цел свет да му кажеме ние сме македонци кои говориме македонски јазик. Без разлика што ова може би на некој му звучи како празна фраза, не е. Затоа што ако молчиме, тогаш се согласуваме со негацијата. Затоа сите треба да бидеме гласни и да кажеме. Македонците ги бараат само своите човекови права и во Македонија и во соседните држави. После тоа, треба да го суспендираме договорот со Бугарија, да се повлечеме од историската комисија, да не ги напуштаме преговорите со Европската унија, но да ставиме до знаење дека сегашната преговарачка рамка е мртва и дека е потребна нова. А владата во преговарањето на новата да ја почитува резолуцијата на собранието. И на крај тоа што е најважно. Дајте луѓе да се фокусираме на тоа да ја подсредиме државата сами, без да чекаме тоа некој од надвор да го направи.
Очигледно патот кон Европската Унија ќе трае долго, можеби предолго. Така што можеби сега е време да се освестиме и да престанеме да чекаме некој оттаму да ни ја среди државата. Тоа треба сами да го сториме. И можеби на вистина еден ден Европа самата ќе посака да станеме дел од нивното семејство. Прашањето е дали ние тогаш ќе сакаме. Имам уште многу да зборуваме, но пред се за реакцијата на СДСМ и Филипче на оваа тема. Но мислам дека мораме тука да направиме пауза за еден блок реклами. Така што за тоа ќе говориме потоа. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица, но како што ви најавив пред рекламите, тука ни останува уште некоја минута да ја прокоментираме реакцијата на СДСМ и Филипче околу гласањето во Европскиот парламент и негирањето на македонскиот идентитет и јазик. Бришењето на македонскиот идентитет и јазик од извештајот за Македонија во Европскиот парламент не е закана за признавањето на јазикот и идентитетот од страна на Европската Унија, но е пораз за владината дипломатија. Ова е ставот на лидерот на СДСМ Венко Филипче, според кого јазикот и идентитетот никогаш не биле загрозени и јасно се дефинирани и заштитени, но и гарантирани со преговарачката рамка со Европската Унија. Владењето на јазикот од извештајот е пораз на владината дипломатија, која не успеа да подобри ништо од позициите кои ги наследи, туку едноставно како со булдожер ги сруши. Тие ги срушија нашите европски перспективи и го изложија нашиот народ на подсмев, правејќи го целосен губитник. Тој смета дека повлекувањето на Македонија од договорот за добрососедство со Бугарија, но и од кој било друг договор, не е решение на проблемот со Бугарија, туку дека решението е смиреност и силна дипломатија. За опозицијската ДУИ, извештајот на европратеникот Томас Вајц представува алармантно обвинение за насоката во која се движи земјата под раководство на актуелната власт, односно, како што наведуваат евроинтегративците, дека државата се престорува во експериментален терен за најдеструктивни антизападни влијанија на континентот, цитирајќи го при тоа извештајот за кинеското и руското влијание во земјава посредувани од Унгарија и од Србија. Наместо сериозен одговор, оваа влада молчи. Наместо да го брани институционалниот суверенитет и западната ориентација на државата, таа дозволува Северна Македонија да тоне во изолација и инструментализација. Ова е резултатот кога власта им се предава на туги агенди, додека се занемаруваат најважните партнери на државата, Европската Унија и НАТО. Да не ви се верува, после сите оние изјави на грчките и бугарските европратеници, во кои не направија парам парче, не извреѓаа све живо и диво, се што ни е мило, после гласање во кој Европската Унија јавно ви кажува дека застанува на страна на вашиот државен и национален непријател, вие излегувате јавно на сцена и мавате по собствената влада. Ајде што не дадаа тронка подршка. Туку додека се лобираше за јазикот и идентитетот, тие кукавички излегоа со предлог за некаква си неутралност, нели бараа да се тргнал терминот вековен и слично. И сега имаат уште и лице да излезат и да критикуваат. Па само како компарација, додека бугарите беа во паника дека во извештајот може да помине со терминот вековен македонски идентитет и јазик, дали видовте или слушнавте некој од Бугарија да работи против својата држава? Не. Сите се обединија против нас. За разлика од кај нив, овие што ставија подпис на капитулациите наречени Преспа и договор за добрососедство, не само што не помага, туку и ровареа против. Демек, они биле конструктивните. Замислете, поуште ја обвинија владата дека го злоупотребила македонскиот идентитет и јазик за домашни политички поени. Како бе тоа го злоупотребила? Со тоа што побара и лобираше тие да стојат во еден официјален документ на Европската Унија? Со тоа што успеа целосно да ја демаскира Бугарија и на виделина да ја извади нивната вистинска цел? Со тоа што успеа да го разоткрие лицемерието на Европската Унија во однос на Македонија и македонскиот народ? Па немојте ви се молам. Еве и владава ништо да не направил. Еве што ако намерата на Вајц може би била во една бенигна фраза, нели како беше, почитувајќи го македонскиот идентитет и јазик, сакал да го омекне ставот на владата кај нас, за да се засили притисокот врз неа да ги внесе бугарите во уставот. Со други зборови, да ја притисне владата да го исполни ветувањето што патем владата на СДСМ го даде без дозвола од народот. И нешто за кој покрај сите еве навреди и уцени уште СДСМ инсистира. Значи, ако ова била намерата, СДСМ и Филипче требаше целосно да го поддржат извештајот на Вајц, а не да работат против него. Друго,
Со кое лице зборувате за злоупотреба кога политичката дебата за македонскиот идентитет стана дел од преговарачкиот процес, дефиниран со преговарачката рамка, иако тој не е во духот, а камоли во словото на копенхашките критериуми, само затоа што вашата влада беше таа што своеволно го потпиша тоа. А најсмешно се е кога зборувате дека оваа влада ги нарушила меѓународните позиции на Македонија што ги наследила од нив. Па ајде да ги видиме што наследи и какви позиции наследи оваа влада. Новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. Гоце Делчев е револуционери на бугарите и на македонците, порача премиерот Зоран Заев, додека Бугарија не оценува да ги прифатиме нивните условувања. Премиерот во интервју за БГН вели дека македонскиот национален херој Делчев, кој се борел за слободна и независна македонска држава, бил и македонец, но и бугарин. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Според Заев, бугарскиот фашистички окупатор против кој се бореле борците од НОВ не бил фашист, туку администратор во Македонија. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата. Македонската историја според Заев е заедничка со Бугарија, потенцирајќи дека она што најмногу не спојува со бугарите е токму јазикот на кој говориме. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Може би нешто превагнува да биде повеќе македонско. Некаде превагнува да биде повеќе бугарско. Ама ако бидеме паметни, ќе го ставиме да биде заедничко. Заев во интервјуто за БГН го правдаше и председателот на Македонија Стево Пендаровски за изјавата дека Бугарија нема излезен од политиките на Тодор Живков. Вели шефот на државата не бил доволно искусен политичар како што е тој и не го мислел тоа што го кажал. Зарем мислите дека треба нешто дополнително на ова да искоментирам? Само ќе кажам, во тоа време не беше министер за здравство во истиот Филипче, кој сега не изборува за македонски идентитет и јазик и ни држи лекции за дипломатија и обвинува за нарушување на некакви си македонски позиции? Па немојте ви се молам. Ова што ни се случува сега е геноцид. Да, нема гасни комори и возови кон Треблика, но целта е иста. Да се истреби македонскиот народ, да се избрише секоја трага за неговото постоење. Како досега СДСМ не ја научи лекцијата дека со виткање кичма, дека со кодошање на сопствената држава и народ нема да се добие ништо. Странците ќе ве гледаат како обична крпа со која можат да си го бришат подот, а народот ќе ве гледа како предавници кои распродадоа својата држава за да добиваат златни визи за Дубај. Народот не ја сака вашата политика. Па нели ги гледат анкетите? Еве земете ја само оваа кога беше од вчера, која покажува дека премиерот Мицковски има рейтинг поголем од сите политичари заедно. Што значи дека политиката што ја води на надворешен план, народот ја поддржува. Анкетата покажува дека лидерот на ВМРО ДПМН има 26,9%, Ахмети 6, Филипче само 4,7%. Слично и во однос на партиите. ВМРО има доверба 23,8%, додека СДСМ 5,1%. И да бидам искрен, воопшто не ми е гајле за рейтингот на Филипче или за СДСМ, но во секоја зрела демократска држава и е потребна опозиција која ќе биде конструктивна, а не деструктивна како што е оваа сега. И се додека СДСМ не се освести и не престане да работи против македонските национални интереси, па може би е добра вака да си стојат на дното, па дури и целосно да исчезне од политичката сцена. Доволно штета направи. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.